Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е новата емисија која што заедно со екипата на Канал Висија подготвуваме во однос на инфицирањето на вистината во време на COVID-19. Инфицирањето на вистината во време на COVID-19, оваа емисија ја сведуваме на борбата против семено насилство и како жртвите на семено насилство го доживеваат карантинскиот делот кога нашата држава се соочуваше и со воредна состојба и полициски час. Цела измината година во знакот на пандемијата со COVID-19, медиумите зборуваа се погласно за борбата која што имаат жртвите на семено насилство во време на полициски часови, во време кога за жал на едно место мораа да бидат со насилниците. Немаше каде да се замине, но на оваа тема вечерва ја отварам емисијата со социјалниот работник Елена Јовановска. Елена, добре дојде во емисијата. Вечерва зборуваме за жртвите на семено насилство во време на COVID-19 во Струмица и во регионот, југоисточниот регион. Има подготвена и статистика, но она која што ве издвојува од останатите социјални работници, затоа што сте дел од тимот на стручните работници кои што се вклучени во Центарот за згрижување на жртви на семено насилство во Струмица. Шелтер центарот работи 1 година во Струмица. Како ја окарактеризувате оваа 2020 која што е зад нас во време на COVID-19 и борбата за слобода од страна на жртвите на семено насилство, со оглед на тоа дека на 1 јануари 2020 година започна да работи Шелтер центарот? Најпрво, добро ви вечер. Ви благодарам за поканата. Добро е самите гледачи да имат информации за Шелтер центарот, затоа што, еве како што кажавте, 1 година е отворен. Ние благопријатно сме изненадани колку за ова година сме успешни. Нашите добри дела секаде стигаат информациите и имаме јавување од многу политичари, од многу видни луѓе кои што еве доаѓаат, не посетуваат, ги посетуваат жените и тоа е многу позитивно за нас. Тоа е еден од поголемите успеси. Една од другите подобри успеси е тоа што во мај, заедно со ХЕРА, невладината организација, еве сме веќе колку 2-3 месеца во соработка, ќе отвориме советувалиште каде што самите жени ќе можат да доаѓаат и да се советуваат со нас, со стручниот тим. Тоа е еден многу успех за нас и за Шелтер центарот, како и за општина Струмица, затоа што тоа е прво советувалиште кое што ќе биде достапно за сите жени кои сакаат, еве, покана. На почетокот на оваа година направивте 1 година од функционирањето на Шелтер центарот во Струмица. Спомнувате и самите дека во Шелтер центарот се згрижуваа не само жени од Струмица, туку и жени кои што се затекнуваа на територија на општина Струмица во време на полициските часови. Колку жени успеавте да згрижите за 1 година и кога беше најголемиот пик на згрижување на жртвите од семено насилство и дали токму полицискиот час и воредната состојба ги припишуваат на најголемиот број на повици? Да, значи за време на COVID-19, за време на карантинов, ние имавме голем број на жени кои што побараа кај нас помош и сместување. Имавме жени кои што побараа за една вечер, 2 вечери, затоа што имаше и жени кои што не се само од Струмица и од други градови, па така моравме да се организираме тие жени како и да ги носиме до местата каде што живеат. Еве и имавме жена и од Србија, каде што тоа беше малку стресно за нас, како ќе биде, како ќе ја помине самата граница. И така се содруваме со такви предизвици, но благодарение на тимот и на соработката се успешно завршува.
Така, во изминатиот период низ медиумите можеме да сретнеме дека невладините организации се се погласни кон бруталноста на полициските службеници и дека прстот го вперуваат токму во полицијата кога станува збор за интервенција на повикот жртва на семено насилство. Каква е вашата соработка овдека во Струмица? Јас можам да кажам дека со полицијата имаме многу добра соработка, значи самите полицајци веќе се информирани за шелтер центарот и тие на нас лично ни се јавуваат и ни кажуваат еве имате, ајде да ја сместиме. Значи голема благодарност до полицијата и до СВР Струмица кој што ни излегува стварно во присред. Така, 2019 година Министерството за труд и социјална политика имаше агенда за отворање на шелтер центри на територија на целата држава. Се отворија некаде околу 10 или 11 шелтер центри, но шелтер центарот во Струмица, или како што милуваат Министерството за труд и социјална политика да кажат центар за згажување на жртви на семено насилство, го отворивте заедно со општина Струмица. Работите веќе една година, згажувате колку жени на број за една година и како функционирате? Кој е оној тим кој што работи со жртвите на семено насилство? Има голем број, еве сега нема да ја кажам. Бројката сигурно полицијата имаат ги поголемите податоци, но огромен е бројот. Еве ние сме стручен тим од психолог и социјален работник, каде што вршиме советување, психосоцијална поддршка, се што е во склоп на самата индивидуа, значи да се заекне како на личен план, така и на социјален план и на економски план. Така, претпоставувам дека имате соработка и со Агенција за вработување. Исто така, да, сакам да кажам и имаме добра соработка со Агенција за вработување, затоа што самите жртви некогаш нели доаѓаат и како вработени лица и продолжуваат еден нормален тек на животот. Се сместуваат и си продолжуваат со работа. Има жени кои што не се вработени и мораме да имаме соработка со Агенцијата за вработување каде морат и тие економски да се заекнат, да застанат на нозе и да го продолжат животот од кога ќе излезат од шелтер центарот. Така, на оваа емисија подготвувавме еден извесен период, па успеавме и со ваша соработка да обезбедиме изјави од жртви на семејното насилство кои што сведочат за трнливиот пат кој што минуваат да стигнат најпрво до надежта дека можеби и за нив ќе има посветла иднина, моментот кога го напуштаат собствениот дом и наоѓаат прибежиште токму во шелтер центарот. Предлагам овдека, почитувани, да ги погледнеме изјавите кои што ги подготвивме претходно од жртви на семено насилство кои што сведочат за лабиринтот низ кои поминуваат, низ храброста која што ја собираат за да кажат не на насилството, да излезат и да побараат помош и поддршка, а секако веќе биле сместени во шелтер центарот во Струмица. Да ги погледнеме сведоштвата. За време на карантинот работите дома излегоа од контрола. Мажот ми беше постојано дома. Ќотек беше како добро утро, добар ден. За мене не ми беше жал. Жал ми беше за детето. Се обиде и да ме задуши. Решив да не трпам повеќе. Спасот го најдов овде, во Центарот за жртви во Струмица. Тие ме спасија. Се спасив од насилникот. Еве и работа ми најдоа. Ке застанам на своји нозе. Нема да го трпам повеќе, ниту една жена не треба да трпи. Сношти сите ка си беа дома на едно место со фамилијата. Јас и мојта керкичка бееме тука у шелтер центар у Струмица. Ама за подобро. Оти дома сигурно ке имаше викане, ке имаше кршене, пцуене. Маш ми ке беше пијан, а детето многу ке ми се плашеше. Пијаница, шо сакате? Не знаа друго. Ама ете шелтеро ако не беше, ќе плачааме.
Така, тука с нощи не беше баш убаво, весело. И шо најважно, имаме мир, усетиме. И јас и детето. И не се плашеаме. Тук сам веќе месец и пол. Ама иде и на работа, оште ма следе, тегнаме се. Од ништо не се плаше, ни од полиција, ни од ништо. Ама јас кажах, тај пат не попуштам. Нема да дозволам веќе да се играат мајтап и да живееме у страх со детето. Детето сакам да ми расте у мир. Оти сега тука сванах што значи мир. Да си легнаш и да станаш без да се плашаш. Елена, изминатава година, еве ние како регионална телевизија имавме можност да видиме дека шелтер центарот во Струмица е финансиски поддржан од општина Струмица, но она кое што ние го истражувавме малку за шелтер центарот е дека шелтер центарот работи и функционира и со поддршка од општествено одговорни компании од Струмица, но и од Струмичка епархија. Што е она кое што го препознаваат компаниите кај вас, сакаат да помогнат, со што помагаат и како помагаат и колку тие се подготвени еве да пружат рака кон целата борба за семејното насилство? Најпрво голема благодарност до бизнис секторот и до Струмичка епархија. Значи без нив тоа ние не можеме, нели? Ако заеднички тие не подпомогнаат со финанси и со хуманитарни акции, значи ние не можеме да обстанеме. Струмичка епархија, да, уште од почетокот помага и продолжува да помага. Исто така и бизнис секторот, исто така помага. Било како дали хуманитарни организации или нешто ако има, секако, значи до храна, до облека, до било што имаме ние потреба, секогаш ни стојат на располагање. Така. Што е со децата? Дали жртвите на семејно насилство кои бараат поддршка и помош од вас за згрижување имаат право да ги земате нивните деца? Претпоставувам дека сте згрижиле досега и деца. Да, секако. Ние кога одиме таму, значи сме како едно семејство. Децата се дел од нас. Ги учиме како да се наши деца. И тие гледаат од нас пример, затоа што во нивните семејства понекогаш и нема добар пример, добра идентификација. И ние сме и таму од голема поддршка, значи ги воспитуваме најразлични активности, вршиме со нив исто така и работиме како индивидуален третман со поединечно со децата. Најчесто преку цртежи, тие најдобро се искажуваат преку цртежи. И така, но изнаоѓаме начини како да допреме до децата, затоа што преку разговор не можеш, значи ќе наоѓаш на друг начин да допреш до нив. Така. Вие сте социјален работник и работите со нив. Значи ли тоа дека на жртвите кои што се сместени таму покрај бесплатната храна, регижиските трошоци кои што ги подмирувате како центар, им се овозможува и понатаму третман и справните застапувања? Дали вие ги застапувате, мислам, дали им помагате кога треба да се замине до некаква институција, да се заврши работа, до Центарот со социјална работа, Министерство за правда и така натаму? Да, секако. Ние стоиме на располагање. Значи, целиот тим што сме таму, се организираме кој како може. Значи, да и бидеме поддршка ако треба да одат до Центар социјална работа, до правен сектор, бесплатна правна помош, каде што, нели, до самите стручни служби. Секако, значи, секако сме и поддршка. Така. Во секој поглед. Тоа е од аспект на социјалните работници, но ние подготвивме и интервју со доктор Милијана Кацарска, која што е психијатар и ја зборува
ги зборува психолошките проблеми со кои што се соочуваат жртвите на семејно насилство, низ каква болка поминуваат истите, иако нивната болка не е видлива. Предлагам овдека да направиме повторно рез, да го слушнеме интервјуто на колешката Катерина Давчева, која што го подготви со Кацарска за психичките проблеми, бариерите, стравовите и како тие, на каков начин го доживуваат семејното насилство, паралелно живеејќи во пандемија. Поштовани гледачи, се враќаме назад во студиото на ТВ канал ВИС. Во овој склоп на тема зборуваме за семејното насилство во време на ковид. Со нас е доктор психијатар Милијана Кацарска. Доктор Кацарска, добре дојдовте во ТВ канал ВИС. Како што спомнавме, статистиката покажува дека за време на ова борба против ковидот, во време кога се беа на сила по ригорозни рестриктивни мерки, нагло порасна и бројот на семејно насилство. Што всушност се случува? Кој е тој тригер кој што го зголемува дури во оние семејства во кои што не се случувало, да речеме, немало историја на семејно насилство, веќе се појавува или се манифестира? Кој е тригерот и што се случува во главата на луѓето кога условно речено се затворени во еден круг кој што не им дозволува да слободно да се движат и да го реализираат она што претходно го живееле? Како што кажавте, да, во светски рамки е зголемен троstruko бројот на пријави на семејно насилство, посебно насилство врз жените. Меѓутоа, тој податок не е конечен, затоа што жртвите на семејно насилство во голем број случаи не можат да дојдат до начин за пријава на насилниците во средините во кои што живеат. Имено, што се случува? Тоа е еден круг кој што поврзува неколку фактори. Масовните напори за спречување на пандемијата, која што практично во која што живее цел свет во последните 10 месеци, ги втурнува луѓето во своите домови. Тоа значи воведување на рестриктивни мерки, полициски часови, карантини, затварање на цели градови, затварање на училиштата. Само по себе тоа доаѓа до ограничено движење на членовите од семејството и поминување на голем дел заедно. Како што и сами кажавте, не е случај само во семејството во кое што претходно е пријавено семејно насилство, туку се случува и ново пријавени ситуации во кои што досега не било забележено како ентитет насилство врз жената. Што се случува? Се случува зголемено ниво на стрес, кое што во овие услови најчесто е продуцирано од екзистенционална природа. Најголем дел од луѓето работат од дома, а уште поголем дел од нив практично и се останати без работа. Практично овде настанува економските ресурси се намалени. Како што кажав, доаѓа до зголемување ниво на стрес, кој што само по себе се надоврзува на следната алка, зголемена конзумација на алкохол, најчесто кај машкиот пол од семејната средина. Со тоа доаѓа до зголемувањето на негативната атмосфера во семејството и потенцирањето на самата неубава и нездрава средина за живење во овие десетина месеци. Така, како се создава насилник? Насилник, веројатно, како што и кажав, во суштина насилникот се прави до неговата 5-та година. Тој се идентификува со средината во која што живее и подоцна се манифестира во неговото секојдневие. Значи, насилникот би го вкрстиле во растројство, во лица во растројство во однесувањето, растројство на личноста. Именно тој сака да ја има контролата над се,
Во ситуацијата, во семејните услови ја има контролата над сопругата, со тоа што ги ограничува доторот на информации, ги ограничува, имаме забележено дека се ограничуваат и доторот на основните средства за лична хигиена, за дезинфекција. Значи, во секој смисол практично контролата дури и ги ограничува и вестите што треба, ги дозира вестите со кои што жртвата треба на некој начин да располага. Така да во неговата глава е сето она кое што тој го создал до неговата 5-та година. Така, а како може, еве од 5-та година да речеме, како може да се препознае доколку некој дете нели во таа возраст е потенцијален насилник на кого што утре многу лесно ќе му биде да подигне рака? Дали може службите кои што работат во предшколските институции, школските институции да забележат одредени девијантни однесувања кои овие лица, за да може да се работи сето тоа да се превенира во интерес на целото општество, затоа што тоа ќе го засегне целото општество, и правниот систем, и здравствениот систем, нели да се спречат тие последици. Точно така, значи уште во најрана возраст, затоа кажувам, значи копирањето на однесувањето до 5-та година, веќе во 6-та година тие тргнуваат во училиште. Значи првите знаци се појавуваат на девијантно однесување уште во прво оделение. Може да се манифестира на најразличен. Меѓутоа, некаде во адолесцентниот период, кога настануваат адолесцентна криза, овде имаме дисбалансите, овде најчесто доаѓа до јасна манифестација и начин на живот по кој пат би тргнал насилникот. Значи, злоупотреба на алкохол, на опијати, само по себе користење на оружје, препродавање, сето тоа не може да очекуваме од личноста која го има тој стил на живење во услови кога би бил во семејна средина да се однесува некако секојдневно како најголем дел од популацијата. Секако ќе одскокнува со самите тие девијантни однесувања кои што претходно ги спомнав. Да. Со кого е потешко да се работи, со жртвите на семејно насилство или со насилниците? Сакаат ли насилниците да си помогнат себе си? Еве, за зависностите обично велат дека е најтешко да си признаат пред себе дека се зависни. Во оваа ситуација претпоставувам дека исто така тешко пред самите себе да си признаат и да побараат помош. Па генерално, знаете како, тешко е да се работи со било кој што доаѓа да побара психијатриска помош. Најчесто тоа го прават членови на семејството. Значи, додека се дојде до психијатар, се поминуваат различни специјалисти, различни институции и на крајот практично се среќаваме клиент и психијатар. Па не знам со кој би било потешко. Веројатно, како што и кажавте, потребна е увид и критичност во состојбата во која што се наоѓаш за да побараш помош. Сам по себе насилникот нема увид и критичност во состојбата во која се наоѓа, така да работата со насилниците е многу потешка, затоа што тие би биле пријавени од страна на жртвата или на некој друг, жртвата и е потребна емпатичност, сослушување, заштита. Практично со жртвите работата е некако поедноставна, за пружање помош и за прифаќање на истата. Дали доколку имате, претпоставувам, искуство или можеби во научната литература, дали кај насилникот после извршен чин на семејно насилство постои доза на кајање или во целиот тој процес е уверен дека тоа било правилното што во тој момент го направил? Па зависи со кои механизми во тој момент располага. Еве, например, механизмот acting out е несопирлива желба да се направи нешто. Иако се смета дека тоа е за строго забрането, без да се размислат на последиците,
Значи, насилникот или тој што го прави, било кој тип на некое недозволено дело, значи, без размислување го прави, кај некој од нив се јавува кајање, меѓутоа, кај голем дел не, и при тоа делото се повторува и перзистира и понатаму, значи, во секојдневието. Тој бес од семејството се одлива во средината, во работната средина и така практично се контаминира општеството за жал со голем број насилници. Меѓутоа, доколку се стручно се работи со таквата личност, дали може да дојде до корекција на поведението и до рехабилитација и ресоциализација? Би можело, да, би можело. Меѓутоа, не можам да ви кажам до кое ниво. Дали би било тоа задоволително ниво. За целосна потполна рехабилитација и практично тоа е променување на начинот на живот, на животниот стил, односно перцепцијата за сами себе и перцепцијата за средината. Значи, тоа е еден долготраен и макотрпен процес, затоа што, како што кажав, станува збор за пореметување на личноста. Тие се сами за себе неподобни, а уште повеќе, значи, за средината во која што се наоѓаат. Да. Какви механизми еве да се изнајдат, доколку сите од нас не се нашле во ова време на COVID, сме се нашле во ситуација на зголемена нервоза, на меѓучовечки електрицитет зголемен, било во семејството, било во работните односи. Кој механизам да го употребат луѓето, барем краткорочно, да може да си помогнат себе си, да не дојде до ескалација на ситуацијата? Па вака, јас и во секојдневните комуникации со моите пациенти, значи, немам стриктно одредени механизми и е дозволено се да се прави на кој што го прави среќен. Затоа што не сметам дека треба да наложуваме, еве сега, гледај телевизија, читај, учи нови јазици. Самата ситуација е вонредна и нашите ментални капацитети не се на исто ниво како што беа до пред март. Практично може да седнеме да гледаме телевизија, а при тоа да немаме концентрација да изгледаме еден филм. Ако на некој му кажеме, еве, релаксирај се, читај, може да му додадеме уште поголем терет. Ќе свати дека тоа не е во можност и да дојде до покачување на анксиозноста и стресот. Затоа ја препорачувам секој да го прави она што во моментот го прави среќен и задоволен. Во ситуациите може и да не прави ништо. Мислам, сме доведени до во време во кое што е неопходно да се задржи барем некое основно ниво на функционирање. Практично со еден збор гледаме да останеме живи, да преживееме, да се заштитиме од во оваа биолошка војна, да се заштитиме од невидливиот непријател и тоа е да го задржиме основното ниво на функционирањето. Така. Докторка, јас ви благодарам за овој разговор, за тоа што на нашите гледачи и малку им приближивме сликата како изгледа и што е тоа што го зголемува и го забрзува насилството во рамки на овие вонредни околности кога светот се бори со пандемијата, која што очекуваме дека можеби наредната година ќе стане минат. Се надевам и јас ви благодарам. Така. Ја слушавме доктор Кацарска, која што зборуваше за стравовите, бариерите со кои што се соочуваат жртвите на семејно насилство, но и нивната психичка болка. Ние продолжуваме повторно со разговорот со Елена Јовановска, социјален работник во Шелтер центарот во Струмица. Елена, ќе оставиме статистиката за подоцна, колку жртви имате згрижено заедно со нивните деца, но пред да го започнеме разговорот, зборувавте дека сте медиумски експонирани, дека постојано се зборува, ги правевте и кампањите, колку што се сеќавам 16 дена активизам, сте активни и присутни во медиумскиот простор, се со цел поблиску да се стигне до жртвите.
верувам дека жртви на семејно насилство ве контактираат и ве бараат не само за згрижување и за сместување во шелтер центарот. Не сите им е загрозена целосно безбедноста. Некои се чувствуваат доволно безбедни, но сакаат да го најдат на вистинскиот начин до решавање на проблемот со партнерот или пак можеби насилникот, подоцна како дефиниција. Да, значи многу е важно да бидеш медиумски покриен, затоа што општеството сега налага така, нели, преку социјални мрежи, преку телевизии, најдобро се стигнува до информации. Како тие жени би знаеле за шелтер центарот и за нас како стручен тим, ако ние, нели, не се медиумски, не е тоа покриено. На нас често ни се јавуваат жени за советување и да имаат и средба со нас. И од сето тоа ние увидовме дека е потребно отварање на советувалиште, затоа што некои жени имаат услови, но бараат совет како тој пат да го поминат. И сега благодарение, нели, на невладината организација ХЕРА ќе отвориме и советувалиште каде што самите жени ќе можат да имаат средба со нас и каде што ќе можат отворено да разговараат за нивните проблеми и решавање на истите. Така, се надевам дека сте на добар пат да го отворите советувалиштето, бидејќи не сите жени имаат потреба секогаш да стават крај на бракот или пак на заедницата, доколку се најде вистинско решение и не сите дека можеби ќе се најде решение токму и со партнерот. Оно кое што друго сакав да ве прашам е жртвите на семејно насилство. Кога доаѓаат кај вас, колку време имаат на располагање, колку простор им се одвојува според закон кај вас и може да бидат сместени и работата со нив додека се внатре во шелтер центарот? Значи, 1 година е периодот каде што тие се сместени во шелтер центарот, максимум, да. Ако не изнајдат друг начин или на решение, на стамбено решение. Во текот на таа година или ако е 3 месеци, 6 месеци, значи тоа е периодично. Ако се увиде дека самата жртва може економски стабилно да излезе, благодарение на нас, значи изнаоѓаме и станови, ги сместуваме и сме и понатамошна поддршка. Ако тие излегле, но и понатаму ние разговараме, се состануваме, имаме средби со нив, ако имаат некој проблем повторно, нели, сме тука за нив. Значи, таа година или пола година, како да кажем, значи е дадено за самата жртва да се заекне. Како што кажевме, нели, економски да се заекне, да се вработи ако не е вработена, да најдеме работа. Бота при излегување, значи со неја наоѓаме стан, стамбеното прашање и го решаваме, значи тоа е многу важно и затоа самите жртви не излегуваат од дома, затоа што кога ќе кажат дека нели економски не се зависни, нема кај да одат и тие повторно се враќаат. Да, но на тој начин се многу поразлични од кризните центри кои што постојат низ државата и ги згрижуваат 24 или 48 часа жртвите на семејно насилство и повторно се враќаат дома кај насилникот, иако новиот закон за семејно насилство не го налага тоа, туку насилникот се вади од семејниот дом, но секогаш заглавува низ правните лавиринти, но се надеваме дека ќе се изгледат и овие акти, ќе можат да се постапува онака како што налага законот и законските акти. Ве прави поразличен со тоа што, како што добро разбрав, имаат право да останат 3 месеци во шелтерот. Да. После проценката на безбедноста повторно уште 3. За тоа време, предпоставувам, заедно со стручниот тим ги зајакнувате да застанат на свој нозе, да може да се осигураат економски, психосоцијална поддршка им се овозможува постојано и жртвата да не мора да се враќа назад. Затоа што и тоа е најголемиот проблем. Да, многу е важно, значи кај неја да се заекне.
да силната страна прво да и се укаже дека нели сите имаме силни страни, да се јаче нејзината силна страна. Како што кажеме, таа е со слаба самодоверба, значи да се јаче довербата во себе, дека таа може сама, значи може да оди напред. И секако, каде што има препрека, ние сме тука за совет. Така. И тоа е многу важно, значи да ги крепиш и да ги носиш по патот, зашто тие живееле во заедница каде што биле понижувани, малтретирани и тоа нели ги спушта надолу и сега додека малку да се подигнат и е потребно време, значи првите 3 месеца се месеци на закрепнување во психички и социјален план. После третиот месец ние веќе работиме на економски план, значи за екнување економски. За понатамошно, после 6-тиот месец, значи да се работи и на тоа ако е со деца, затоа што нели во нашиот шелтер центар има многу жени што доаѓаат со деца. Исто сме и поддршка и на децата и на самата жена, за да може да излезе и да се снајде сама во општеството. Така. Елена, овдека би направила повторно кратка пауза и би ја најавила Реди Видер, нашиот соработник, кој што заедно ги направивме анализите. Изворни беше секако МВР, односно полициска станица Струмица, каде што всушност ги имаат потребните податоци колку жртви на семејно насилство понеле кривични пријави во време на полициските часови, имено од март до јули, колку кривични пријави се поднесени, а колку од жртвите на семејно насилство не успеале да соберат храброст и да поднесат кривична пријава, туку само поплака кон насилниот сопруг или партнер. Во периодот од 18 март до 7 јули 2020 година на подрачјето на секторот за внатрешни работи Струмица, пријави за семејно насилство изгледаат вака. На подрачјето на град Струмица во овој период вкупно имало 59 пријави, од кои 10 кривична пријава до основното јавно обвинителство, а 49 завршиле како поплака. На подрачјето на град Радовиш вкупно 51 пријава за семејно насилство, од кои 5 со кривична пријава поднесена до основното јавно обвинителство, а 46 завршиле како поплака. На подрачјето во град Гевгелија, во периодот од 18 март до 7 јули 2020 година, имало вкупно 5 пријави за семејно насилство, од кои 2 завршиле со поднесена кривична пријава до основното јавно обвинителство, а 3 како поплака. На подрачјето во град Валандово, секторот за внатрешни работи Струмица во периодот од 18 март до 7 јули 2020 година евидентирал вкупно 14 пријави за семејно насилство, од кои 5 завршиле со поднесена кривична пријава до основното јавно обвинителство, а 9 завршиле како поплака. Голема благодарност до Реди Видер, која што ни помогна да ја изготвиме анализата и се оточиме колку всушност жртви на семејно насилство собрале храброст и побарале поддршка од СВР Струмица, колку од нив поднеле кривични пријави, а колку за жал останале само со поплаките на територија на целиот југоисток во земјава. Елена, стигнавме и до крајот на емисијата. Претпоставувам дека вашиот тим заедно ќе работите повторно кон подигање на свеста на жените во борбата против семејното насилство. Овдека ги ставаме сите жени без разлика на нивната верска, национална и расна припадност, заедно во борбата против семејното насилство стануваат посилни жените и ги бараат собствените права. Претпоставувам дека и оваа година ќе работите во интерес на жените и секако вратите на шелтер центарот ќе бидат
повторно отворени за згрижување на жртви кои што нема да успеат сами да се снајдат во општеството веднаш по напуштањето на домот. Да, секако. Шелтер центарот работи и ќе работи благодарение на соработката со општина Струмица, бизнис сектор, Струмичка епархија. Еве сега ни се отвара и пат соработка и со невладини организации, кој што е еден голем успех за нас и за самата општина и за жените. Ние секако стоиме на располагање, стручниот тим. Секогаш сме расположени како за средби, како и да ни се јават, било на кој начин, значи да не побарат за совет. Еве и советувалиштето, благодарение на ХЕРА, невладина организација. И така, значи Стоите повторно на патот за борбата против семејното насилство. Елена, ти благодарам. Ти благодарам што беше дел од емисијата и фактите кои што ги поседувате како Центар за згрижување на жртви на семејно насилство. Во саквам успех во понатамошната борба против семејното насилство. А вам, почитувани гледачи, ве оставам во добро здравје и ние како медиум остануваме заедно со луѓето кои што работат на подигање на свеста за борба против семејното насилство и промовирање на вредностите на семејството. Останете во добро здравје. Се гледаме во некоја наредна прилика.